денеска локалниот совет за превенција при општина Струмица ќе одржи четвртата поред конференција на локалниот совет за превенција. Точки за дискусија ќе бидат ченчерите, проблемот со локацијата на улица Антон Панов, како и дивите продавачи. Овај локален совет за превенција, кој што е во рамките на локалната самоуправа, делува превентивно се со цел решавање на горливи проблеми кои што директно ги сасегат и жителите на градот Струмица, меѓутоа како и луѓето кои што секојдневно си ги остваруваат своите секојдневни потреби. Така да, овие точки се наметнати на некои од претходните состаноци. Овде денес ќе отвориме сеопфатна дебата, при што ќе се извлечат разни заклучоци кои што во иднина ќе треба да ги сандират тие проблеми, како со продавањето на отпад на улица Антон Панов, како со bespravno или незаконско менување на девизи на улиците во градот Струмица и слично. Дискусија е добро да има, дебата добро е да има. Тоа што денес они се на точка на дневен ред, не значи дека тие ќе бидат одма со соодветни кривични или прекршни пријави санкционирани, меѓутоа тоа ќе биде сеопфатна дебата, која што треба обострано и безболно да го реши овој проблем. Конкретно, пример во летниот или зимскиот период, кога има зголемена фреквенција на овие улици, тоа смета на сообраќајот или на фреквенцијата на движење по булеварите на тие локации кај што се тие луѓе. И затоа тоа треба да биде превентивна мерка која што нема тие луѓе да ги изгасне, тие да не екзистират од тоа, туку да најдеме безболен начин како во иднина да продолжат да ја обавуваат или да ја вршат таа дејност. Конкретна бројка немаме, меѓутоа од искуство, бидејќи јас сум инспектор за патен сообраќај при општина Струмица, неделно сум 3 пати заедно со СВР на терен. Тоа се некои 30 луѓе кои што денес се овде повикани, и од заемната дебата, значи ние ќе ја наметнеме темата на разговор, тие ќе ги кажат нивните проблеми, а потоа ќе се собират заклучоци и општината ќе излезе со конкретен предлог или конкретно решение на конкретно состојбата е подобрена. Ако направиме една паралела од претходно, конкретно пример 2021 септември, октомври и тоа што се случува денес, има разлика. Значи ние во континуитет сите служби при општината, и комуналните инспектори, и комуналните редари, и инспекторот за животна средина, како и јас инспектор за патен сообраќај, секојдневно минуваме од таму. Значи состојбата е драстично подобрена. Конкретно ова година, значи за новогодишните и божикните празници, немаше продажба на храна на булеварот практично, и конкретно последните чекори кои што беа преземени се однесуваа на продавачите на текстил. Во тој дел СВР Струмица има големо влијание, бидејќи мислам дека тие и конкретно може да ви дадат со бројки и со изјави, имат одземено одреден дел од таа роба, се со цел да се спречи едно така грда слика на градот или неадекватно продавање на текстил и други работи на улиците.